Десетици илјади луѓе во Истанбул ја прославуваа победата на локалните избори на кандидатот на опозицијската Републиканска народна партија Екрем Имамоглу. Изборите за градоначалник на Истанбул беа повторени откако беа поништени резултатите од гласањето пред 3 месеци. Имамоглу тогаш тесно победи и беше градоначалник на Истанбул 18 дена, но изборниот одбор ги поништи резултатите. Овие повторени избори се смета и како своевиден тест на способноста на турците да му се спротистават на се поголемата авторитативна власт на нивниот председател. Ердоган наведе дека го прифаќа изборниот резултат, а тоа го стори и неговиот кандидат, поранешниот турски премиер Бинали Йилдирим. Rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Йилдирим изрази надеж дека Имамоглу ќе им служи на жителите на Истанбул. Впрочем, тоа го вети и самиот Имамоглу, кој најави дека ова е нов почеток за Истанбул и оти како градоначалник ќе ги третира подеднакво сите 16 милиони негови жители. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç unutmayacağız. Yarından tezi yok. İşimize başlıyoruz. İstanbul için çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Hepinize söz veriyorum. Истанбул за прв пат по 25 години ќе го води партија која не е на власт. Ово е втор пораз за владачката партија на правдата и развојот на председателот Ердоган во најголемиот турски град и трговски центар, представува, како што оценуваат аналитичарите, голем срам за председателот Ердоган. Тоа според нив би можело да ја ослабне неговата, како што до неодамна се очинеше, железна власт. Некои аналитичари сметаат дека поразот во Истанбул би можело да предизвика реконструкција на владата во Анкара и прилагодување на турската надворешна политика.